Ова е нашата поклоничка група од Македонија, која дојдена во светата земја за да биде дел од сите настани во пресрет на Христовото воскресение, како што и овој ден кога се празнува славниот и пресветол празник Цветници. Мноштво народ, дечиња, монаси, црковен клир се слеани во Витанија, каде што започнуваат последните денови на Господ Исус Христос на земјата. Сите во рацете носат палмови гранки, како и во тоа време кога му се поклонувале и го поздравувале со истата желба и цел да извикаат Осана, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. Во позадина можете да ги слушнете нивните раздрагани и весели гласови, како и поздравот на Отец Тони кон цела Македонија и сите кои што ќе ги гледате овие кадри. Можете да ги видите уште еднаш нивната радост, исчекување, нетрпеливост, затоа што се дојдени тука токму да бидат дел и од литината поворка, која што е многу долга, напорна, но благословена. Во исчекување сме на завршување на богослужбата, кога и ќе започне свеченото тргнување на литијата. Крстот кој што во моментот го гледате е многу умешно направен од романска група која што ја запознавме од палмови листови. Еве во теке и завршувањето на богослужбата, кога и веќе очекуваме да започне литијната поворка. Звукот на камбаните како мистично да не враќа во векови наназад, точно во времето кога Исус качен на осле со мноштво народ кој што го прателе, тргнал кон своето патување, последно патување кон Ерусалим. Додека тече литијната поворка, јас би се потрудила малку да ве запознам со суштината на овој празник. Влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим, наречено Цветници, еден од големите Христови празници на православната црква и се празнува во неделата пред Великден. Востановен е во 4. век, во чест на последното влегување Христово во Ерусалим. Во чест на чудесното воскреснување на 4-дневниот Лазар, 6 дена пред еврејскиот празник Пасха, Исус Христос тргнал кон Ерусалим. Многу народ со радост го следеле Исуса и биле подготвени да му окажат почести, какви биле вообичаени во древните времиња спрема царевите. Но еврејските првосвештеници, негодувајќи против Исус, затоа што предизвикува кон себе невообичаена почит од народот, намислиле да го убијат и него и Лазара, кој Исус го воскреснал, бидејќи е заради него многумина од јудејците поверувале во Исус. Тогаш се случува нешто многу неочекувано за нив. Многу народ насобран за празникот, кога слушнале дека Исус доаѓа во Ерусалим, собрале палмови гранки и излегле да го дочекаат со извици: Осана, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. Светите апостоли во своите евангелија тоа го опишувале вака: Учениците Христови одведоа осле при Исуса, ги кладоа лиштата своји врз него и он седна на него, како што е напишано: Ете, твојот цар иде при тебе, кроток качен на ослица и осле, син на подјаремница.
Мнозина од народот кои беа дојдени на празникот Пасха, кога чуја дека Исус доаѓа во Иерусалим, ги постилаа по патот облеките своји. Други пак сечеа палмови гранки и ги постилаа по патот и викаа велејќи: Осана, благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. Благословено е царството на нашиот татко Давида, кој иде во името Господово, Осана во висините. Благословен е царот кој иде во името Господово, мир на небото и слава на висините. А некои од фарисеите му рекоа: Учителе, забрани им на учениците твои. А Исус им рече: Зарем никогаш не сте читале? Од устата на младенците и оние кои цицаат, ти си приготвил пофалба. Велам, ако те замолкнат, камењата ќе повикаат. По пресред наидува македонската поклоничка група, која што е наоружена со најголемото орудие, тоа е икони, палмови гранки, со радост, молитви, крстови и секако цело литино движење беше со воспевања и читање на молитви. Отец Тони секако е тој што е духовно предводи групата. За момент ќе оставам да ја доживеете радоста на групата, да ги доживеете нивните лица, атмосферата и да бидете дел од нив. Морам да нагласам дека патеката е долга, напорна, но тоа не можев да го приметам кај ниеден од верниците, без оглед на годините, бидејќи имавме и многу возрастни и многу млади поклоници. Спротивно, по старата генерација, со голема гордост и со голема сила го износеа најтешкото знаме, тоа е воскреснатиот Христос. Дури еден од браќата е во минатото имали мал излив, но тоа не му пречеше со посебна сила и енергија, со голема радост да го носи знамето. Не престана песната, не престана молитвата, не престана радоста на лицата на сите. Ке имате прилика да видите дека литината поворка, иако заштитена и обезбедена од полицијата, сепак се движи по населено место, каде трпеливо колони од коли чека да таа пројде и да може да си го продолжат својот работен ден. Весели се Иерусалиме, торжествувајте вие кои го љубите Сион, оти дојде силниот Господ,
кој царува во вековите, нека се поклони сета земја пред лицето Негово и нека пее. Сите дела на Господа, благословувајте го Господа. А кога Исус се приближил до Јерусалим и го видел градот, заплакал за него и рекол: да беше и ти узнал барем во овој ден, кога беше посетен што служи за твојот мир, но сега тоа е сокриено од твоите очи, зашто ќе дојдат денови за тебе, непријателите твои ќе те обкружат со окови и ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни, ќе те разрушат тебе и нема да остават камен на камен од тебе, од ти не си го позна времето кога беше посетен. Мноштво народ, Господи, по патот ја постилаше својата облека, други пак кинеа гранки од дрвја и ги носеа. Оние што одеа пред тебе и по тебе викаа говорејќи: Осана на синот Давидов, благословен е оној што дошол и пак доаѓа во името на Господа. Кога сакаше да влезеш во светиот град, Господи, луѓето носеа гранчиња од дрвја, воспевајќи те тебе, Господару на сите, и гледајќи те како седиш на осле, како на престол херовимски, поради ова пеја вака: Осана во висините, благословен е оној што дошол и пак доаѓа во името на Господа. Излезете народи, излезете луѓе, видете го денес Царот Небесен, како влегува во Јерусалим на грдо осле, како на возвишен престол. Шест дена пред Пасха дојде Исус во Витанија и пристапија кон него учениците негови, велејќи му: Господи, каде сакаш да приготвиме да ја јадеш Пасхата? Он ги испрати велејќи им: одете во најблиското село и ќе најдете човек кој носи стомна со вода, одете по него и речете му на домаќинот: Учителот вели, кај тебе ќе ја прославам Пасхата со моите ученици. Сите овие зборови произлегуваат од Евангелието, од устата на оние кои биле сведоци и кои тоа го запишале во евангелските книги. Но би продолжила. Дојдоа при него во храмот хроми и слепи и он ги излекува. Исус поучуваше секој ден во храмот, а првосвештениците и книжниците и старешините народни гледаа како да го погубат. Ова Христово влегување во Јерусалим истовремено е торжествено, но и смирено. Торжествено зашто секоја човекова душа, нерасипана од злобата и зависта, го предчувствувала наближувањето на небесното царство на земјата преку благодатта на совршената Христова љубов. Смирено, зашто царот доаѓа седнат на осле за да преку своето смирение ја уништи сатанската гордост и човечката суета. Христос нееднаш ги предупредува своите ученици дека Синот човечки треба многу да пострада од луѓе беззаконици, дека треба да биде фатен, понижен, распнат
да претрпи срамна и сурова смрт на крст и да биде положен во гроб и дури потоа да воскресне од мртвите, возвестувајќи го сеопштото воскресение. Не гласници, туку чудесата, исцелувањата, милосрдието и љубовта го разгласувале доаѓањето на Синот Божји. Особено брзо се распространило сведоштвото за чудесното воскреснување на 4-дневниот мртов Лазар од Витанија, кое било извршено само еден ден пред влегување на Исус во Јерусалим. Преку тоа чудо Исус ја посведочил својата скора смрт и воскресението, покажал дека самиот тој е воскресение и живот, но прво морал тој да пострада за целиот човечки род. Се радува небото, се радува земјата, се радува и весели градот Сион, се радува црквата Божја, зашто ете и ние грешните се удостоивме да бидеме дел од литината поворка, да ја доживееме радоста на минатото, како и да сме во тие денови кога Исус наосле одел кон Ерусалим. И најславите и најјаките со иста сила, со торжество во срцето, со песна и молитви на устата, го изодеа патот и дојдоа и влегоа во Ерусалим. Слава ти, Боже! Слава ти! Благословен е кој доаѓа во името на Господа, Бог, Господ ни се јави.